Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска сме овде за да ја браниме човечноста, достоинството и вредностите што сите ги делиме. Вчера бевме сведоци на нешто срамно, нешто што не смее да помине како обична политичка дебата. Министерката за финансии Гордана Кочовска упати навреда која погодува длабоко не само кон пратеничката Славјанка Петровска, туку кон секоја жена, секој човек кој некогаш бил дискриминиран, омаловажен или повреден. Кога министерка во оваа држава ќе се осуди да каже дека една жена не може да зборува за семејството само затоа што нема деца, тогаш тоа не е само навреда. Тоа е удар врз достоинството на сите нас. Тоа е ароганција, тоа е дискриминација, тоа е нечовечност. И потоа, наместо извинување, наместо признание за грешката, Кочовска и ДПМН продолжија со нападите врз Славјанка Петровска. Наместо да покажат барем трошка почит и човечки да се извинат, тие одлучија да ја нападнат Славјанка уште повеќе. Ја обвинија дека глуми жртва. ДПМН и Кочовска вчера покажа дека не ги разбираат ниту вредностите на современото општество, ниту болката што ја предизвикува ваквиот однос. Тоа е партија што не знае да признае грешка, што бега од одговорност и што секогаш, ама секогаш ја бара вината во жртвата наместо во сторителот. Но ова не е само за Славјанка. Ова е за секоја жена што била навредена затоа што не се вклопува во нечии очекувања. Ова е за секоја личност што била дискриминирана поради нешто што не зависи од неа. Ова е за сите нас што веруваме дека треба да се живее со почит, а не со понижување. Затоа денес сме тука гласно и јасно да побараме Гордана Кочовска мора да си поднесе оставка. Министерка која понижува граѓанка на оваа држава, која навредува пратеничка, која шири дискриминација, не заслужува да води министерство, не заслужува да седи во влада која тврди дека работи за граѓаните. Оставка ќе бараме секој ден, додека не си оди од функцијата. Само така може да ги заштитиме граѓаните од идна дискриминација. Сведочевме сите на уште еден срамен молк. Изостана реакцијата од потпредседателката на Собранието Весна Бендевска, иако до вчера беше председателка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Бендевска не кажа ниту збор, ниту реагираше. Овој молк е загрижувачки како и самата навреда. Ние нема да застанеме само тука. Ова не смее да остане само како еден ден на осуда, ова мора да биде пресвртница во борбата за достоинство и еднаквост. Затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе превзема конкретни чекори. Ќе побараме итна седница на Комисијата за дискриминација каде ќе се расправа за однесувањето на Кочовска и поширокиот проблем на дискриминација врз основа на пол во институциите. Ќе иницираме законски измени или кодекс кој ќе ги санкционира дискриминаторските навреди и говорот на омраза во институциите, особено кога доаѓаат од високи функционери. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ова не е политичка пресметка. Ова не е само за Славјанка. Ова е борба за вредности. Ова е порака дека нема да дозволиме омаловажувањето да стане ново нормално со ДПМН на власт. Граѓаните на оваа држава заслужуваат подобро, жените на оваа држава заслужуваат подобро. Секој човек, секој граѓанин заслужува подобро. Затоа оставка веднаш. Благодарам.